40 степени Целзиусови и портокалова фаза. Ова се информациите на Управата за хидрометеоролошки работи за временската прогноза речиси секој ден во јули. На јазикот на земјоделците, тоа значи време на постојано наводнување на посевите. Во полето меѓу селата Сара и Дабиле, секојдневно се слуша брмчење на мотори. Не станува збор за рекреација или спортско надпреварување во теглење црева, туку обид на земјоделците да го спасат родот од летните суши. Ова е единствен начин на наводнување на голем број земјоделци во Струмица. Илјадници литри вода, илјадници денари за гориво за само едно наводнување на една парцела од половина хектар. Никој не ја мери потрошувачката на вода од бушотините во полето. Земјоделците сами инвестираат во бушотини. Водата не ја плаќаат, но и никој не контролира колку вода се троши за потребите на земјоделството. Во Струмичко, на секој хектар обработливо земјиште има најмалку по 2 бушотини. На само неколку километри од овие парцели, земјоделците од Петралинци наводнуваат тутун од хидросистемот на Струмичко поле. За нив оваа работа е песна, но и многу поисплатлива. Поисплат директ право, поисплатливо со систем него бензинот. Нема што да ти вртаме за бензинот, не е исто с моторот. Това е поисплатливо. Има вода, што бензинот дека нема пари да купиш, да речеме, негде разпал са мотор, не знам што, и така ќе остане навадено. Това е. Разликата најдобро ја прави Ванчо Марков. Тој има ниви кај кои не стигнуваат цевките на системот, па наводнува со мотор од бушотини. Види системот за наводнување многу ефикасен. Него ли ова што го правиме ние со мотор што го вадиме. И тоа со мотор, тоа е многу скапо. Секој ден, да кажеме, јас имам пластеници што секој ден по 10 литра може ми се паѓа во неделата троши. А тука дојдеш 1 декар навадаш за ал минута, да кажеме, и си одеш да му одмараш по ценка. А така, многу е скапо наводнувањето, значи со бензин. Но и хидросистемот има своји слабости, кога станува збор за користењето на водните ресурси. По околу 6 милиони литри кубни вода се губи во просек годишно во отворениот хидросистем за наводнување на Струмичко поле. Дотраениот систем кој навршува половина век од изградбата е клучен за наводнување на плодните површини, но неговата употреба е причина и за милиони изгубени литри вода. Само како за споредба ќе кажеме, со системот што го имаме од затворен тип на Маркова река, што се протега на населените места Куклиш и Старобалдовци, прошлата година потрошиме 400.000 кубни метра вода, а наводнивме 120 хектари површина, претежно капка систем. Ако овој систем го направиме затворен на место отворен, ќе рационално ќе се користи водата само за споредба лани потрошивме 13 милиона кубни метра вода, а наводнивме 1500 хектари. Самата споредба, ако одме по таа пропорција, значи негде околу со 5 до 6 милиона кубни метра вода ќе потрошивме, истата количина ќе ја наводнивме. Ѓорѓе вели дека спасот за земјоделството е инвестирање во затворен систем, скапа, но неизбежна инвестиција. Стариот системот, пошто тие се азбестно-цементни цевки, нивниот рок е 40 до 50 години, сега доаѓаат веќе на забот на времето и ни пукат дефеци, али тоа мора да се тоа се секојдневни работи, па пак ќе кажам, мислам дека ова влада ќе најде средства и модус и начин како да го обновиме овој систем во наредните години, земјоделците да имаат квалитетна вода за наводнување и кога сакат да биде едноставно затворен. Агроекспертите велат дека климатските промени ќе донесат многу предизвици за животната средина и треба внимателно да се користат водните ресурси. Постојат начини со кои може многу порационално да се користи водата, но сите се скапи и вклучуваат поддршка и финансирање и од државата. На подкрепа на државата да се изградат, што викам, не само каналски систем, да се едуцират самите земјоделци, да се, ако треба, дотатоци на систем капка по капка и сите тие други современи работи кои што ќе помогнат, кои што ги имат, да речеме, искуствата од светските држави. Пред се тука повторно Израел го зема, затоа што Израел, што да речеме еден вид пустинска држава, велам пустинска држава, они прават оаза. Они во пустина прават оаза, цветна градина, а како што тргнало
Кај нас за жал обрто. Од светна градина ќе направиме пустина. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информираат дека во плановите за оваа буџетска година нема предвидено средства за обнова на системите за наводнување во Струмичкиот регион, но постоеле можности за обезбедување средства за наредната година. Исто така, од Министерството велат дека преговараат со меѓународни институции за можност за обезбедување средства за оваа намена со поволни кредитни линии.